Ќе разговараме за каков сообраќаен градски превоз му е потребен можеби во моментов кога има, знаеме, се повеќе гужви низ сообраќајниците. Можеби има многу одговори, него најголемиот проблем е урбаниот растеж во една огромна и забрзана динамика. Веќе возила има во изобилство, можеме да кажеме, и тоа севкупно го прави оној препознатлив наша изрека кажа на сообраќаен хаос во Скопје. Ќе разговарам често на оваа тема со експертот за сообраќај инженер Ленин Јовановски. Ленин, добро утро. Добро утро. Една главна реченица, така го поставивме прашањето, често разговараме официјално, неофицијално со вас за превозот во Скопје. Каков јавен превоз можеби ќе биде најбезбеден, најбрз? Еве, есен, зима, што да се прави? Па јас можам да го кажам моето мислење согласно моите истражувања кои што ги работам уназад со години во тоа каков јавен превоз би одговарал на градот Скопје. Според мене, она што го укажува како најефтина варијанта по километар, споредбено со оние решенија кои што се како трамвајот, метрото или други. Сега имаме голем број на разноразни решенија во јавниот превоз, меѓутоа, како што кажувам, како единствено решение овдека за масовен превоз на патници, според мене најдобар би бил брзиот автобуски превоз со електрични возила, автобуси кои што се во композиција и кои што може да бидат како овие автобусиве што ги нарекуваме дупли, да бидат и со 3 кабини, да се обезбеди посебна лента со приоритет на минување на крстностиците и на другите премини каде што има вкрстосување на сообраќајот, и тоа како една централна линија која што би се протегала од Ѓорче Петров се до Лисиче, до Ново Лисиче, и која лента сепак би требало да се поврзува со други поврзувачки линии кои што би го хранеле тој превоз, таа линија која што ќе биде брза, како што велиме брз автобуски превоз, од причина што со многу мали интервенции на сообраќајната инфраструктура на сообраќајницата може да се обезбеди добра лента, приоритетна лента за таквиот тип на автобуси, кои што според оние технологии со кои што сега се изработуваат, се на ниво на метро. Значи, јас секоја сум против онаа идеја која што одамна градоначалниците, уште од првиот градоначалник па до сега се протежира, а никогаш не се реализира, е трамвајот, од причина што овој начин, како што го нарекуваат некои и трамвај на гумени тркала, обезбедува апсолутно удобност, безбедност, брзина која што ја имаме и во метрото. Од друга страна, нема потреба од фиксна инфраструктура сообраќајна како што се шините за тој трамвај, па ја имаме и поголемата мобилност, полесно е коригирање на трасите според потребите на граѓаните и така натаму. Значи, ова го кажувате со практично состојбата каква што е со сообраќајниците, булеварите, воопшто подвозници, надвозници. Токму така. Тука би го додал и оној дел, бидејќи Скопје се растегнува на 3 должински паралелни булевари, како што е овој Линденска, Партизанска и Теодосије Гологанов, а знаете дека тие населби од Тафталиџе, Козле, Карпош и Центар немаат меѓусебна поврзаност. Иако се пресечени некаде со булевари, некаде со улици, ја имаме Климент Охридски, ја имаме Рузвелтова, ја имаме 8 септември, па подолу Лондонска. Значи, тука би требало да имаме покривање исто така со јавен превоз, што досега го нема. Исто така може со помали електрични автобуси тие булевари и улици да бидат покриени, така би добиле една мрежа која што во потполност би ги задоволувала потребите на граѓаните. Сега имате ситуација да негде од Тафталиџ и Козле да треба човек да дојде во парк, да мора тоа нема никаква поврзаност. Да го направи пешки. Тоа истото важи и за населбите, сега да не ги спомнуваме. Сакам да ве прашам,
Дали според вас се слуша дека се возможни и железнички превоз, се зборувам за околните населби и тоа може ќе го амортизира сообраќајот. Тоа е нешто што го предложив уште кога бев вклучен во делот на сообраќајот во кампањата на актуелната градоначалничка и стои запишано како би тоа функционирало, да се употреби железничката пруга од Ѓорче Петров до железничката станица и оттамо поврзувањето што го има со приградските населби, што во голема мера би помогнало во растеретување на сообраќајот од моторните возила во Скопје, би било доста ефикасно, меѓутоа и за тоа треба да се направат одредени промени во железничката инфраструктура, пругата да се обезбеди, да се обезбедат пристојни станици кај што ќе застануваат тие возни композиции и нормално да се обезбедат вагони и локомотиви кои што ќе бидат соодветни на потребите на ваквиот вид на превоз и нормално да се воспостави одредена фреквенција на движење на тие возила која што ќе биде во согласно со потребите на патниците. Сето ова за да почне процес, не се прави ништо на брзина. Так. Значи има период, меѓутоа еве јас веќе подолго години зборувам за модернизација и за доведување на јавниот превоз на едно пристојно ниво, меѓутоа за жал нешто од нестручност, нешто од немање волја за работење се држи еден систем кој што апсолутно не е никако променет со децении, што е погубно за еден ваков град кој што е во постојан развој и е, да кажеме, веќе една и од европските метрополи. Стоите на она мислење неколку пати, ве паметам, изјавувате дека не е потребно или е потребно дополнителни сообраќајници за да некако се олесни сообраќајот. Видете, мерките што во современиот свет, во современите градови се применуваат е да се деморализира моторниот сообраќај, односно употребата на приватните патнички возила, со ограничување на брзините, еве со соодветни санкции, мерки кои што практично ќе ги деморализираат возачите да ги остават возилата дома и да го користат јавниот превоз. Такви мерки се веќе најавени, ќе го имаме системот на безбеден град, меѓутоа сепак треба да се има во предвид дека одредени услови треба претходно да се овозможат на граѓаните, да им се обезбеди еден јавен превоз кој што ќе го користат и ќе биде достапен до сите граѓани, не да биде превозот со автобус, да кажам, некоја социјална категорија на само оние кои што немаат можност да ги возат автомобилите, туку да може да биде достапен до сите, со тоа што јавниот превоз ќе понуди и безбедност, и удобност, и брзина, и доверливост, и секогаш кога ќе се качите вие во јавен превоз, ќе знаете точно во кое време ќе стигнете до посакуваната дестинација. Во спротивно, јас сметам дека само ќе се усложнат работите, усложнат проблемите, ќе има санкции, ќе има казни, меѓутоа резултатите ќе изостанат. Вложувањето во сообраќајниците секаде во светот се покажа како погрешно, заради тоа што колку и да ги проширувате, колку и нови патишта да отварате, тие секогаш повторно ќе се полнат со нови и нови автомобили. И затоа сега се применуваат други методи, други принципи, има друг приод на целата таа сообраќајна инфраструктура и сообраќајот каде што на граѓаните им се овозможува да на полесен начин, поевтин и поефикасен си ја завршат својата работа во миграциите низ градот Скопје, а особено ние исто така треба да размислуваме на она инфраструктура која што ќе ги прифати миграциите и од приградските и од другите градови кои што доаѓаат во Скопје. Тоа е еден проект кој што јас го имам направено, е склопен и е замислен онака како што сметам дека по тоа мое долгогодишно занимавање со превозот во град Скопје и живење, каде што живеам, нели, го доживувам сето она, сметам дека е добра поидовна основа за да може некои работи да се стават во ред. Мислам дека се повеќе од одлични вашите сугестии, бидејќи сте експерт во буквално во
и во сообраќајот, меѓутоа и за оние ваши предлози како може Скопје некако безболно да го помине јавниот превоз. Не застануваме тука. Навистина сте ни потребни со вашите совите, со вашите нови истражувања, се со единствена цел да помогнеме на идната локална самоуправа кои проекти и што се ќе биде корисно за градот Скопје. Ја сум тука, сум на располагање. Јас кажав за мојот град Скопје, одно што се однесува до сообраќајот, би го работел пробоно, не би барал никакви надокнади, немам потреба од никакви функции, меѓутоа сметам дека она што го имам сработено до сега би било квалитетно да најде некаква примена и да почне со некаква реализација, а јас гарантирам дека тоа ќе биде еден успех кој што ќе остави еден можеби трак на градот Скопје за се она што може да му помогне. Верувам во тоа. Ви благодарам за Ви благодарам, утринското вклучување во нашата програма.